Па затоа во првата седмица од Христовото воскресение до Томина недела, која што се именува Светла седмица, ние се причестуваме секој ден и секој ден ги пееме истите стихири, бидејќи тоа е незалезниот ден. Тоа е денот на Христовото воскресение и таа седмица се смета како еден ден. А второто воскресение, антипаската, всушност е она седмица кога светиот апостол Тома, кога бил заедно со другите апостоли и рекол дека нема да поведува во Христа додека не го види со своите очи и не го допре со своите раце и не го слушне неговиот глас и така натаму. За потоа можеме да ги посочиме исто така и другите седмици што следуваат. Томина недела ни е нам прекрасен пример и нема потреба повеќе никој да бара докази дека Христос воскреснал од мртвите. Поголем доказ од тоа да се види со своји очи, да се слушне со своји уши и да се допре со своји раце дека тоа се случило. Нема тие три докази, се најголемите докази за Христовото воскресение. Се разбира, потоа следуваат оние празници на жените мироносици посветената недела, па се разбира следува седмицата на расслабениот. Во седмицата на жените мироносици ни ја истакнува црквата за да видиме колку била силна верата на жените мироносици кои не се исплашиле ноќе сами да отидат и да го помажат телото Христово со мириси и така натаму. На расслабениот се говори како Христос го оздравеа, го излекува оној што лежал во бањата Витезда 38 години. Потоа следуваат и другите седмици во кои се говори за слепородениот и секако постојат уште тие 2-3 седмици, седмицата на светите отци, за да се случи оној празник, големиот празник, Спасовден, а Спасовден е пак сега таа втората 40-ница. Ја имавме првата 40-ница со постот великденски, а сега имаме 40-ницата по Христовото воскресение, неговото јавување 11 или 12 пати се јавил според преданието на Мајката Божја, било првото јавување, како што пееме во тропарот на 6 глас на воскресниот тропар. Светлија си Деву, даруја живот, си ја сретнал Дева, се мисли на Пресвета Богородица, и си ја дарувал живот. И секако во седмицата на светите отци ја имаме исто така пред оној голем и пак спасоносен празник, Духовден, или слегувањето на Светиот Дух на апостолите. И тука завршува втората 50-ница, а таа е 50-ница по Христовото воскресение, имено Христос како што им ветил на своите ученици и апостоли да не го напуштаат Ерусалим и да чекаат од озгора дека ќе дојде ангели Божи, дошле и им соопштиле сила од озгора дека ќе има слегување на Светиот Дух. И кога тие биле собрани во зборницата заедно со Мајката Божја, апостолите, најнаш се слушнало силно дување ветар и тогаш во вид на огнени јазици Светиот Дух слегол на сите апостоли што биле тука и се разбира
Светиот Дух слегол и на верните, тоа е најизобилното слегување на Светиот Дух, и ете оние кои што се плашеле од евреите и затоа ги затворале вратите, кога се молеле, кога го прекршувале лебот и така натаму, еве сега истите тие без страв, почувајќи од свети апостол Петар, кој што ја изрекол својата вдахновена проповед на слегувањето на Светиот Дух, на Духов ден, и ги прекорил евреите за она што го направиле, што го распале Христа нашиот Бог и Спасител, и преку неговата вдахновена проповед 5000 души поверувале во Христа Спасителот и биле крстени. Со тоа всушност се заокружува таа 50-ница по Христовото воскресение, а на Спасовден, како што спомнавме, се случило Христовото вознесение на небесата во присуство на апостолите, на Мајката Божја и на мноштво народ, и кога ангелите од небото рекле: луѓе галилејци, што се чудите, овој Христос што сега се вознесува на небесата, пак ќе дојде, а тоа ќе биде кога повторно ќе дојде да им суди на живите и мртвите, односно на крајот на светот, кога ќе биде страшниот ден, страшниот суд.